Владата итно да обезбеди пари за општините за тие да си ги платат сметките за струја. Воспротивно, следува радикализација, се закани градоначалничката на Скопје, Данела Арсовска, која е и председател на заедницата на единиците на локална самоуправа, односно ЗЕЛС. Доколку нема разговор, вториот заклучок кој го донесе ЗЕЛС е радикализација. Треба да разбереме дека имаме 81 општина, од кои повеќето се мали, рурални, што немаат начин како да генерираат повеќе средства. Нивното функционирање, начинот на кој што работат и постојат е доведен во опасност од оваа ситуација, а неизвестно е истата до кога ќе трае. Доколку не добиеме помош од централната власт, ќе добиеме целосна нефункционалност на малите општини. Истакна Арсовска. Според Арсовска, повеќето мали општини веќе ги потрошиле предвидените пари за струја во извинатите само 2 месеци. Ситуацијата и со јавните комунални предпријатија е дотолку алармантна што прекинот на електричната енергија директно влијае и може да доведе до прекини на водоснабдувањето. Затоа треба уште еднаш убаво да се размисли како ќе се реагира, затоа што ова се јавни услуги кои се од интерес пред се на граѓаните. Ние не зборуваме само за јавни предпријатија или општини, ние зборуваме за граѓаните на овие општини. Изјави Арсовска. Во контекст на Арсовска и исклучително лошата финансиска состојба зборуваат и од општините. Апсолутно ова е само продолжение на оно што го баравме на почетокот и најавивме дека ќе ги интензивираме овие барања се со цел помошта од државата да стигне навреме и онака како што навистина е таа помош потребна. Помалите општини се на поголем удар за разлика од поголемите, меѓутоа во јавните предпријатија се поголеми овие сметки и ударот е доста поизразен. Се согласувам со овој став, ние ќе продолжиме и понатаму да разговараме со владата и како управен одбор на ЗЕЛС, се со цел да добиеме она помош која што навистина е потребна. Освен помалите општини, во крајна финансиска неизвестност зачекорија и поголемите, кои сметките за струја ги заменаја со предвидените капитални инвестиции. Сето ова, според градоначалниците, општините ќе ги направи нефункционални, бидејќи граѓаните нема да добијат ниту една позначена услуга. Апелот, односно заканата од ЗЕЛС, премиерот Ковачевски ја прифати. При тоа, критикувајќи ги дека на кризата требало да мислат кога го планирале буџетот. Каде најголемиот дел од нив не предвиделе ставки како да ја менаџираат новата криза. Каков епилог за општините оваа средба ќе донесе е неизвестно, но се сведува на пари кои на општините и требаат многу брегу.